Колега Јован Митревски, многу сте нервозен за вака. Чекај, вратите време. Имате процедурално, немате реплика на... Имате процедурално, немате реплика на процедуралното. Во врска со искажаните ставови од страна на координаторот на пратеничката група на СДСМ, каде што вака многу нервоза и фрустрација покажа овде одговорница, јас навистина се чудам на вака еден победнички ден, кога повторно има слика од еден авион, на добиен недатум, на една лажна фарса која што ја представувавте пред граѓаните на Република Македонија. Морам да кажам дека за среќа мене не ме чуваат полицајци дома. Колега Јован Митревски, вас дома ве чуваат полицајци како што ги чуваат и другите пратеници од владачкото мнозинство. Затоа ли е оваа нервоза, колега Јован Митревски? Затоа ли е оваа нервоза? Полека, допрва ќе ви следуваат на вас дажбините и од македонскиот народ и од се живо и диво. Значи, ако некој одговара од овде, од овој кворум, тоа ќе биде и председателот на собранието, ќе бидете и вие кои што гласавте и го притиснавте копчето, колега. Наместо изфрустрирано да излегувате надвор на говорница и да зборувате дека јас сум направила кривично дело, мислете вие какво кривично дело направија оние кои што маваа со филџани во собранието, овој кој што затвараше врати во собранието, кој што однесуваше заразени од корона и така натаму, и кој што вчера, во текот на вчерашниот ден, стави на гласање предлог, односно минатата недела, на крајот од неделата, стави на гласање информација чие што место воопшто не беше во македонското собрание. Значи, колега Јован Митревски, немојте да бидете нервозен за тоа што не можете да си ги соберете пратениците и да бидете ниту 61 во сала, за тоа што дневниот ред вие не знам како да ви кажам. Толку сте некреативни, толку сте неисполнителни како влада, што немате ниту едно конкретно законско решение како што треба. А дури за да го пополните истото, вие поднесувате некакви толкувања на закон за облигационни односи или не знам какви мислења, кои што само треба да покажат некаква проактивност. Па ќе ве молам, затоа пополека. Немојте да се нервирате, викнете си ги овие што ручаат бифтеци доле, викнете си ги овие што пијат кафе по цел ден, викнете си ги овие кои што ги чуваат полицајци со оружание овде и нека ви гласаат за сите овие работи кои што вие сакате да се гласаат. А ние ќе бидеме опозиција и ќе го правиме сето ова што на нас ни го дозволува деловникот. И затоа ќе ве молам, без нервози, пополека. Ке се собере во меѓувреме владачкото мнозинство да си го изберете дневниот ред, нека вие со среќа, ние ќе бидеме надвор.